Драги гледачи, добре дојдовте во емисијава Здравието пред се. Затоа, останете на малите екрани, бидејќи овие неколку минути ги посветуваме токму за здравието. А еве што следува. Кои се златните правила со кои ќе му дадете услуга на вашето здравје? Ајде да дознаеме. Секој нов ден носи нови истражувања и веќе не знаеме кому да веруваме. Но факт е дека некои утврдени ставови во врска со здравието од пред неколку декади се променети. Денес, со сигурност може да потврдиме дека шеќерите, а не добрите масти, се главните виновници за зголемување на телесната тежина. Па еве, ви нудиме 10 нови златни правила со кои ќе му направите услуга на вашето здравје. Јадете повеќе маснотии. Веќе споменавме, здравите маснотии како оние во маслиновото масло, авокадото и лососот се добри и пожелни. Тие не само што ја подобруваат општата крвна слика, туку значително влијаат на намалувањето килограми, без да останете гладни. Најдете начин да се самоизразите. На некои луѓе искажувањето на сопствените чувства им оди потешко отколку на другите. Затоа, пронајдете свој издувен вентил. Излејте ги чувствата, наместо да ги закопувате длабоко во себе. Тоа може да биде преку некоја физичка активност, пишување поезија или пак водење дневник. Забавувајте се без алкохол. Доколку сте од оние кои тврдат дека без алкохол нема добра забава, поставете си предизвик и оваа година. Обидете се да уживате и да се забавувате со безалкохолни пијалоци или барем со минимална количина алкохол, многу помалку од онаа која вообичаено ја консумирате. Употребувајте природна козметика. Навистина вреди да се инвестира во квалитетна крема за лице или шампон за коса, макар чинеле 3 пати повеќе од стандардните. Ваквите инвестиции ќе се исплатат многу повеќе, отколку цел несесер преполн ефтина и непотребна козметика. На крајот на краиштата, што ви вреди целата таа здрава храна, кога не се грижите подеднакво добро и за надворешниот изглед? Дадете и конечно шанса на јогата. Игнорирајте ја првата инстинктивна мисла. Ова не е за мене. Наместо тоа, сватете дека и за јогата, како и за секоја друга работа во животот е потребно време, внимание и посветеност. Кога ќе почнете да ги уживате бројните придобивки од јогата како активност, ќе забележите огромната позитивна промена во животот. Наместо овошно, префрлете се на зеленчуково смуди. Овошјето е здраво, но во зависност од видот и количината. Поголемиот дел се преполни шеќери, навистина природни, но дури и тие влијаат врз зголемувањето на нивото на шеќер во крвта. Оваа година дадете им предност на зеленчуковите смуди мешавини, особено оние кои содржат зелен зеленчук. Нанесете природен мед на чисто лице. Скептични сте, нели? Ви изгледа лепливо за употреба и кошмарно за отстранување од лицето, но медот е природен и лесно достапен. Нанесете подебел слој на исчистено лице и воспаленијата веднаш ќе се смират. Акните ќе започнат да се повлекуваат, а кожата ќе биде нахранета. Медот отстранете го со памучни дискови натопени со малку кокосово или кој да било друго природно масло. Одберете физичка активност која нема да ве измачува. Констатацијата дека мора да патите за да постигнете ефект и добри резултати е веќе во минатото. Физичката активност треба да ви представува задоволство, нешто во кое ќе уживате, а не напорен тренинг поради кој самата помисла на него ве тера на повраќање. Не следете ги слепо новите трендови на вежбање. Пронајдете некој кој ви одговара и ве прави пред се задоволни и среќни. Не срамете се да побарате стручна помош. Доколку страдате од депресија, несоница или анксиозност, време е храбро да се соочите со проблемот и да го споделите со другите. Нема никаков срам во барањето стручна помош, бидејќи штетата од криењето на ваквите сериозни нешта е непоправлива за здравието. Јадете правилно за подобар сон. Добриот сон е можеби клучот за целокупно подобро здравје. Прејадувањето непосредно пред спиењето ја отежнува работата на желудникот, поради пролонгираното варење на храната,
па неминовно ќе страдате од тегоби и несоница. Празниот желудник исто така не гарантира мирен сон. Затоа, не бришете ја целосно храната пред спиење. Изберете лесни, паметни оброци, како зелена салата, шака бадеми или топло чајче од камилица и маточина за смирување и уживајте во добриот сон. Започнете го утрото со чаша, полна со здравје. Ви нудиме неколку видови на сокови, кои ќе ви ја дадат потребната енергија секое утро. За нашиот организам да функционира безпрекорно преку целиот ден, потребно е да му се посветиме уште од самото станување од креветот. Без оглед на тоа, каков став имаме кон првиот утрински оброк, кој најмногу влијае врз нашето здравје. Токму заради тоа треба да ги избегнувате така наречените калориски бомби, односно намирниците полни со шеќери и масти, и да се насочите кон здравите производи. Витамините, минералите, ензимите и другите хранливи материи имаат витална улога во производството на енергија и недостатокот на било кој од нив може да има сериозно влијание врз тоа како се чувствуваме во текот на денот. Свежото овошје и зеленчук се најдобриот извор на храна која што треба да ја консумираме наутро. Сепак, со цел што повеќе и поразновидни видови на овошје и зеленчук да внесеме наеднаш во нашиот организам, треба истите да ги исцедиме. Во светот, веќе некое време се популарни соковите од свежо цедено овошје и зеленчук. Заговорниците на здравата исхрана тврдат дека овие сокови го зајакнуваат имунолошкиот систем и дури спречуваат развој на канцер. Уникатната природа на свежо цедените сокови од овошје и зеленчук го прави цедењето особено ефективно за оние кои чувствуваат недостаток на енергија во текот на денот. Природните, домашно цедени сокови се одлична замена наутро за кафето, чекерите и кофеинот. Сепак, за да го извадиме максимумот од овошјето и зеленчукот, најдобро е сокот да го добиеме со ладно цедење на намирниците. Во продолжение, ви ги нудиме трите најдобри рецепти за природни домашни сокови, кои ќе ви ја дадат потребната енергија за целиот ден. Енергична утринска бомба. Овој природно цеден сок ќе не снабди со А, Б, С, Е витамини и при тоа ќе го зајакне нашиот имунолошки систем. Потребни состојки: јаболко, круша, вишна и банана. Антиоксиданси во чашка за енергично утро. Шумските овошја се познати по нивната богата хранлива вредност и се одличен додаток во секоја исхрана. Нив можете да ги јадете за време на ужина или пак да си направите витаминско смути наутро. Боровинките, малините и капините се најпопуларни меѓу шумските овошја, но аронијата е таа која е најздрава. Потребни состојки: боровинки, јагоди, аронија, кои покрај тоа што можат да бидат свежи, можат да бидат и замрзнати. И на крај ставете и банана. Третиот рецепт е инстантен енергичен домашен сок за отворање на очите. Свежите овошја имаат шеќери кои за разлика од вештачките шеќери се добри за нашето здравје и истите го снабдуваат нашиот организам со енергија. Потребни состојки за овој сок: банана, вишни кои може да бидат и замрзнати, потоа кајси и кокосова вода. Започнете го денот со чаша здравје. Хајдучката трева, лек против сите болести, па затоа и се нарекува чудо од билка. Хајде да го слушнеме значењето и употребата на оваа билка. Ајдучката трева, која многу добро е позната помеѓу треварите и луѓето кои се занимаваат со алтернативен начин на лекување, е тревка која има огромно позитивно дејство врз здравјето на луѓето. Тревката е распространета низ цела Европа и расте покрај патишта, по умерено влажни ливади и полиња и на каменети места каде има континентална клима. За време на цутењето, од мај до јуни,
се собираат цветовите и горниот дел од билката. Одсечените делови се вразуваат во китки и се сушат во проветрени места. Вака добиениот сув лек има ароматичен мирис и помалку горчлив и малку солен вкус. Бидејќи стеблото не содржи лековити состојки, подобро е да се употребуваат само листот и цветот. Поради тоа, билката со поголемо стебло е помалку ценета. Сувата билка се пакува во вреќи од јута или во картонски кутии и се чува заштитена од светлост 1,5 година. Поради големото количество горчливи материи и етерично масло, ајдучката трева се вбројува во горчливите лекови. Се користи во облик на чај за подобрување на апетитот, при желудочни тегоби, надуеност и тешко варење. Надворешно, ајдучката трева се употребува слично како камилицата, за испирање, како купка и за облоги. Поради огромното присуство на витамин С, се дава при краварење и хемороиди. Консумирањето на чај од ајдучка трева помага за јакнење на крвта и органите за варење, лечење на црниот дроб, панкреасот, слезината, жолчката, навалата на крв во главата, грчеви, грозница, тахикардија, болки во коските и грбот, нередовна менструација, крвави и затворени хемороиди, несоница, разни исипи и чирови. Исто, успешно се покажало и надворешното дејство од овој чај при лечење на испукани раце, рани на брадавиците на мајките што ги дојат своите деца и лечење на псоријаза. При псоријаза, покрај облоги, мора да се спроведе и чистење на крвта. Исто, оваа тревка се употребува и при ангина пекторис како чај. Кај нервно заболени лица се препорачува почесто миење на телото со разладен чај од ајдучка трева, и тоа наутро и навечер. Топлите купки, кои се мешавина од ајдучка трева и камилица, ги ублажуваат нервните болки. Ајдучката трева ги намалува и тегобите при гихт и ревматизам. Поволно действува при лекување на шеќерна болест, особено доколку е во почетен стадиум. Корисна е и при прекумерно крварење. Ајдучката трева спаѓа во оние лековити средства кои со својот горчлив вкус действуваат на слузницата на желудникот, па така го потикнуваат лачењето на желудочниот сок, а со тоа го потикнуваат и апетитот. Поволно действува при ресорпција на храната. Лековитите препарати од ајдучка трева, особено мешавината од чаеви, помагаат при гастритис, колитис, грчеви во желудникот и цревата. Калиумот кој го има во тревката ја потпомага работата на бубрезите и крвотокот, па така посредно действува на работата на срцето. А успешно се користи и кај женските болести. При употреба на ајдучка трева, треба да се знае дека може да предизвика алергија. Затоа луѓето што се чувствителни на неа треба да користат само млади, туку-што процветани билки, а чајот треба да го пијат во мали количества. Виното од ајдучка трева за подобар стомак е само еден од многуте рецепти кои се прават од оваа тревка и кои во народната медицина досега се имаат покажано како многу успешни лекови. Ви препорачуваме неколку видови на храна кои ќе ви помогнат да останете здрави и отпорни на настинките. Веројатно сте ја слушнале изреката «Едно јаболко на ден и доктор не ви е потребен». Сепак, при драстична промена на температурата, како што имаме деновиве, потребни ви се повеќе нутриенти кои ќе ви го зајакнат имунитетот. Со цел да ги избегнете настинките, растечениот нос и посетата на лекари, ви препорачуваме 9 видови храна кои ќе се погрижат да останете витални и здрави во студената сезона. Јогурт. Пробиотиците помагаат во одржување на здравата цревна флора и доволни се само 200 мл дневно за чист дигестивен тракт, без ризикот од напад на вируси и штетни бактерии. Овес и јачмен содржат бета-глукан, најмокниот имуностимулатор од природно потекло. Го зајакнуваат имунитетот, го забрзуваат процесот на зараснување на рани и помагаат антибиотиците да делуваат поделотворно, доколку веќе морате да ги пиете. Лук.
Помага против инфекции и бактерии. Во истражување со 146 учесници, на кои им биле дадени плацебо или екстракт од лук во период од 12 недели, 2/3 од оние кои земале лук не закачиле настинка за разлика од останатите. Оние пак кои јадат повеќе од 6 лукчиња неделно имаат 50% помали шанси за добивање рак на стомакот. Школки. Богати со селен, школките им помагаат на белите крвни клетки да произведуваат цитокини, вид на протеини кои му помагаат на телото да се исчисти од вирусните настинки. Лососот, скушата и харингата се исто така богати со омега-3 масни киселини, кои имаат способност за намалување на воспалувањата и штитење на белите дробови од настинки и респираторни инфекции. Пилешка супа. Додадете малку кромит и лук во вашата пилешка супа за зголемување на имунитетот. Домашно сготвената супа го блокира движењето на воспалените бели клетки, бидејќи симптомите на настинка всушност доаѓаат како одговор на нивната акумулација во бронхиите. Чај. Истражување покажало дека луѓето кои пиеле по 5 чаши црн чај дневно во текот на 2 недели имале 10 пати поголема способност за блокирање на вирусите во крвта од останатите. Аминокиселината одговара на оваа реакција, која што одговара на оваа реакција е Аминокиселината одговорна за оваа реакција е елтеанин, која ја има во изобилство во црниот и зелениот чај, како и во безкофеинските варијанти на овие чаеви. Сладки компири. Кога зборуваме за имунитет, веројатно кожата како орган не ви паѓа на памет, но како најважен и најголем орган кој го покрива вашето тело, тој е во првата одбрамбена линија при нападот на вируси и бактерии. За да биде силна и здрава, на кожата е потребна доволна количина од витаминот А. А најдобар начин природно да го внесете овој нутриент во телото е преку храна која содржи бета-каротен. Во случајов, во сладките компири кои изобилуваат со овие хранливи материи. Печурки. Печурките го зголемуваат производството и активноста на белите крвни клетки, правејќи ги поагресивни. Ова е одлично сценарио во моментите кога се борите со некаква инфекција. 30 грама печурки дневно, со особен акцент на шитаке или реиши печурките, се доволни за зајакнување на имунитетот. Следува неколку намирници, кои, доколку ги скомбинирате, ќе ви помогнат за ваше подобро здравје. Овошјето и зеленчукот се здрави сами по себе, но ако ги искомбинирате со правилниот додаток, само тогаш ќе го извлечете максимумот од нив. Следете ги советите на нутриционистите и подобрете си ја исхраната без да го менувате начинот на исхрана. 20 намирници кои се помоќни во пар. Јаболка и црно чоколадо. Заради ензимот катехол во јаболката и антиоксидансите во чоколадото, оваа комбинација има моќ да го подобри имунитетот, да ја стимулира активноста на мозокот, да ја подобри работата на срцето и крвните садови, како и да го намали ризикот од рак. Овесна каша и свежо цеден портокал. Одличен извор на феноли, што значи подобрување на работата на дигестивниот систем и полесно ослободување од токсините. Свинско месо и прокел. Свинското месо е мрсно за да го јадете често, но сепак содржи селен кој го спречува развојот на канцерогени клетки. Служете го свинското месо со прокел. Тоа зголемува ефективноста на селенот за 13 пати. Домати и джигер. Железото кое го има во джигерот, во комбинација со витаминот С во доматите, може да ви помогне да се ослободите од омалаксаноста, бавниот метаболизам и проблемите со срцето и крвните садови. Макдонос и лимон. Исто како и во претходниот случај, така и тука се мешаат железото со витаминот С. Ова е посебно важна комбинација за добар имунолошки систем и брз метаболизам. Зеленчук и јогурт или павлака. Комбинацијата на витамини и калциум е одлична. Плюс, јогуртот и павлаката се добри регулатори на цревната флора. Влакната пак, кои се наоѓаат во свежите плодови, помагаат калциумот полесно да се абсорбира. Авокадо и спанаќ. Во спанаќот има витамин А и лутеин, но за тие да се задржат во телото, ни треба авокадото. Оваа комбинација го олеснува варењето на храната. Зелен чај и лимон.
Зелениот чај ќе ве наполни со енергија и сите негови придобивки се двојно посилни ако додадете неколку капки лимон, односно витамин С. Домати и маслиново масло. Одобрено од италијанците, ова е одличен лек за кардиоваскуларните проблеми. Месо и рузмарин. Месото е добар извор на протеини, но само ако е подготвено внимателно. Нутриционистите велат само варење и готвење на пареа. Сите придобивки од месото ќе бидат поголеми ако го маринирате или едноставно додадете рузмарин, заради антиоксидансите кои ги содржи, го спречува формирањето на штетните супстанции. Ова беше се за денес, драги гледачи. Ви благодарам за вниманието. Ви закажувам термини утре во истото време, а до тогаш бидете ми поздравени и внимавајте на себе. Пријатно!